Благодарам подпредседателя, почитуван министър, почитувани колеги, медиуми и граѓани на Република Македонија. Денес го разгледуваме дополнетиот предлог на Законот за финансиска стабилност. Имено во 2009 година Министерството за финансирање и Народна банка подпишале меморандум за соработка за одржување на финансиската стабилност и управување со финансиската криза. Во 2020 година, по препорака на Светска банка и Меѓународниот монетарен фонд, во рамки на програма за проценка на финансискиот сектор, постојниот бил заменет со нов меморандум за соработка заради одржување на финансиската стабилност, чии подписници се сите тела надлежни за супервизија и надзор на одделните сегменти на финансискиот систем, а тоа се Министерство за финансии, Народна банка, Комисија за хартија од вредност, Агенција за супервизија на осигурувањето и Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Со меморандумот е формиран Комитет за финансиска стабилност. По донесување на Законот за финансиска стабилност, меморандумот за соработка, одржување на финансиска стабилност ќе се раскине со овој закон. Донесувањето на Законот за финансиска стабилност, со кој ќе се обезбеди редовно составување на Комитетот за финансиска стабилност, е еден од условите за добивање на втората транша на финансиски средства од Европската Унија, согласно меморандумот за соработка склучен помеѓу Република Македонија и Европската Унија, заради добивање на макрофинансиска помош за кризата предизвикана од пандемијата со COVID-19. Донесувањето на Законот за финансиска стабилност има за цел да придонесе одржување на стабилноста на финансискиот систем во целина, да ги спречи и да го намали кумулирањето на системските ризици, да ја зајакне отпорноста на системот, да обезбеди одржлив придонес на финансискиот систем кон економски раст, усогласување со регулативата број 1092/2010 за макропродуктивен надзор на финансискиот систем на ЕУ и формирање Европски одбор за системски ризик. Основни начела на законот се: законот има ЕУ елементи, донесувањето на Законот за финансиска стабилност е во насока на хармонизирање на домашното законодавство со регулативата која претходно ја спомнав 1092/2010 на Европскиот парламент и на Советот од 24.11.2010 година. Значи, што се однесува до законот, можеби станува збор за добар закон. Но дали е добра финансиската состојба во државата? Секако дека не е. Почитувани колеги, во месец април Македонија бележи двоцифрена инфлација. Тоа покажува дека стандардот на граѓаните е во голем пат и нивната куповна моќ е драстично намалена. Државниот завод за статистика објави податоци дека индексот на трошоците за живот во месец април 2022 година во однос на месец април 2021 година бележи зголемување за 10,5%, а индексот на цените на мало бележи зголемување за 11,1%. За една година цените на основните производи се зголемиле од 10 до 50%. Граѓаните плаќаат 30% поскапа струја и 15% поскапо парно. Денес Македонија се вбројува во земјите кои најлошо се справуваат со економските предизвици, не само во регионот, туку и во Европа. Просечниот годишен раст на БДП за период од 2017 до 2020 година не е ниту 0,5% годишно. И не само тоа, Македонија е задолжена како никогаш досега. Сите знаеме дека јавниот долг го надмина прагот од 60% и кој знае кога ќе се вратиме под ова ниво. Едно подсетување, колеги. Јавниот долг до 30.6.2017 година изнесувал 4,7 милиарди евра, односно 46,1% од БДП. За 5 години власт имаме само задолжување и назадување на државата. Загрижувачки се и проекциите на Светска банка за јавниот долг на Македонија.
затоа што според нив трендот на раст и понатаму ќе остане, што е спротивно на ветувањата на владата за стабилизација на јавниот долг и негово намалување. Ветувањата од власта имаше многу, но реализација нема. Податоците покажуваат дека нема градежни активности, нема домашни и странски инвестиции, а има раст на трошоци за производство, раст на извоз, што доведува до тоа до економијата да стагнира. Се затворија голем број компании, останаа без работа околу 10.000 работници. Само во првиот квартал од 2022 година, односно за само 3 месеци, клучна врата ставиле 3920 фирми, а за цела 2021 година затвориле 6995 фирми. Овие податоци не ги вади ВМРО ДПМНЕ. Овие податоци се објавени јавно на платформата Бизнис мрежа МК. Според нив, најмногу затворени фирми имало во областа на трговијата, и тоа дури 1264 компании. На второ место се компаниите од преработувачката индустрија. Се затвориле 467 фирми. Со шифра објекти за сместување се избришени 442 фирми. На четврто место по згаснати компании во 2021 година се градежните компании, 315 згаснати фирми. И да не редам понатаму. Најмногу затворени фирми има во најголемите градови во Македонија: Скопје, Тетово, Куманово, Битола. Затоа, почитувани, довербата, односно недовербата кон актуелната влада на спроведените анкети се повеќе паѓа. Затоа младите се повеќе не заминуваат по Хрватска, Швајцарија, Шведска и не знам кои други земји во Европа. Системот кој го вети власта пропаѓа, а за живот на граѓаните не им останува ништо. Куповната моќ на граѓаните се намалува и реално од ден на ден со парите кои ги имат може да се купат се помалку производи. Тогаш за каква финансиска стабилност воопшто изборуваме? Зборуваме, почитувани, за финансиска стабилност која ја нема. А нема и да има со оваа власт. Неопходни се промени кои верувам дека во најбрз можен рок и ќе се случат. Благодарам. Ви благодарам.